Почитувани, инвестициите во јавното здравство, кои во изминатите 2,5 години ги направи владата предводена од СДСМ, придонесоа за успешно справување со пандемијата на коронавирусот во нашата држава. Темелно ги подобривме условите за работа на здравствените работници и за престој на пациентите. Инвестиравме во нова медицинска опрема, ги реконструиравме амбулантите и операционите сали и ги зајакнавме професионалните капацитети на лекарите и медицинските сестри. Силно веруваме дека човечките ресурси во здравството се темелот на нашиот здравствен систем. Затоа, за период од 2 години, дадовме над 5000 согласности за вработување во јавните здравствени установи и над 1000 согласности за специјализации и субспецијализации. Најдобра потврда за тоа дека го цениме трудот на здравствените работници и сакаме својата кариера да ја градат во нашето јавно здравство е фактот дека 4 пати ја зголемивме платата во здравството. Основната плата на лекарите специјалисти ја зголемивме за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари за 25%, а на останатите здравствени соработници за 15%. Сите сме им благодарни за пожртвуваноста на здравствените работници во битката со вирусот COVID-19, зашто ќе добијат награда од 20% од основната плата за 2 месеци, која им е повеќе од заслужена. Денес, со гордост можеме да кажеме дека македонското здравство реагираше навремено и добро се справи со коронавирусот. Успешно го амортизиравме првиот удар на епидемијата, ја стабилизиравме состојбата и во ниту еден момент не се оптовари капацитетот на здравствениот систем. Сега, од исклучителна важност е секој од нас да продолжи со одговорно однесување, да им помогнеме на здравствените работници со почитување на мерките за заштита од коронавирусот. Со тоа, ќе помогнеме и во подготовката за новиот пик на коронавирусот, кој според Светската здравствена организација се очекува на есен. Токму затоа се потребни изборите. Во првиот можен рок, заради заштита на здравјето на граѓаните и подготовки за новиот пик од коронавирусот на есен, за побрзо опоравување и трансформирање на македонската економија и повторно ставање во функција на институциите кои се клучни за нормално функционирање на системот. Ви благодарам.